И добро утро на сите. Денеска е 24 декември и вистинско време е да се започне влогмасот, односно третиот влогмас. Се надевам дека првите две видеа од влогмасот ги погледнавте и се надевам дека ви се допадна. Доколку е така, продолжете да ме поддржувате и напишете ми во коментарите дали сакате да продолжам да снимам влогмас. Обавезно ставете лайк на видеото, претплатете се долу на каналот со клик на црвеното копче subscribe и останете со мене затоа што јас се трудам да ви ги доловам сите интересни нешта кои ми се случуваат со камера за да ви ја пренесам таа новогодишна еуфорија. Така да уживајте и се гледаме покасно. И како што видовте пред малку излеговме, така што дојавме на некое многу убаво место, се вика Багерзечина. Тоа е некое како езерце, би го покажав накусо, мислам дека. Така што има многу чист воздух, има луѓе кои трчаат, има животињи во шубава, така што се на се интересно, само што стигнавме да видам каква е што е, па ќе ви кажам импресии, ќе ви ги доловам убавините на местенцево со камера. Дека ви ги доловив сите убави моменти од ова езерце. Се ми кажаа дека требало да одиш 2 часа за да го изодиш цел круг, цел круг околу ова чудо. Така што ние најверојатно нема да ги одиме тие 2 часа, пошто нешто што не ви кажав е дека веќе скоро 4 попладне, овде се стемнува на кај 5, така што веќе ќе биде ноќ. А нам не ни оди во прилог да одиме у ноќ оваа шума. Мене позади ми се смејат зашто се снимаат и викаат дека сум блесав, но нема врска. Се за влог, поминуваат луѓе, се надам дека не ме разбират, така е. И сакав тоа да ви кажам, се надам дека има убави кадри, јас ќе се потрудам уште неколку нешта да снимам. И тоа е тоа, ќе се чуеме покасно. И се упативме кон некоја мини зоолошка градина, односно див свет на македонски, како би се превело, пошто ништо не разбирам, ви ја покажав таблата, ако некој разбира германски, ќе разбере зашто зборувам, така што има некои животни диви, веројатно, кои се овде во оваа шума, така што ќе ви покажам на што ќе не идеме.
стигнавме до оваа дестинација каде што наводно треба да постојат некакви диви животни, но поради тоа што е многу ладно, веројатно се во нивните куќички и ниту едно живо животно не видов до сега, освен некои врапци. И тоа е тоа, има во принцип некои луѓе, некои трчаат, некои возат точкови, некои се шетаат со кучиња, деца и така натаму. Ако налетам на нешто интересно, ќе ви јавам. Поради тоа што веќе ништо не ме гледате, јас само речев да го одјавам овој момент, не е крај на влогот, затоа што продолжувам со снимање и утре. Сакав само да ви кажам дека се стемни, ние сепак одлучивме да го обиколиме целото езерце. И веќе 2 часа пешачевме, така што сега се качувам у кола и тргнуваме на кај долу. Ќе ви сеам покасно. Ćao! Дечки, што туку излеговме од дома, денеска исто така ништо не работи овде, пошто е ден после Божиќ, така што се идеме у некој парк да ме прошетам, да видам што има, како има. Ќе ви се јавам таму ако има нешто интересно. Вчера не снимав, веќе забележувате вајда по датумите кои ги ставам овде, затоа што бевме на гости, а нема смисла таму да се влогуват, има луѓе кои не сакаат да се експонираат пред камера, така да се надам дека имате разбирање. Слушаме после.
како што веќе видовте, излеговме, дојавме во Клензе парк, читам дека се изговара, ќе го напишам овде како се вика. Еден огромен парк, ви реков веќе дека овде ништо не работи, така да природата е одлична опција за денеска. Ви снимав некои интересни моменти и делови од паркот кои мислам дека треба да ги видите, така што се надам дека веќе ги видовте и дека ви се допадна. Се моментално сме пак на некоја шумичка овде која веројатно води во центарот на паркот. И тоа само сакав да ви пријавам, ќе ви снимам уште нешто ако ми е интересно. Ако нема, ќе ви се јавам покасно. Чао! Влог во цело се претвори во природни знамености на Инглштад, меѓутоа ова е трето место кое го посетуваме за овој влог. Моментално се на ќе ви го напишам овде како се вика, не знам да го изговорам и го заборав. Се надам дека не дува толку ветер и дека добро ме слушате. Прекрасен е првиот вју овде, така да сега стигнавме, ствари не ни видов зашто станува збор, но сватив дека е некое езерце кое го фала дека е поубаво од онаа која вие го видовте прво во оваа видео, така што ете ќе снимам нешто па ќе ви покажам доколку е интересно, доколку не е, нема да ви покажам, така што идем и замерувајте на денешниот лук. Изгледам кога да ми избацила поплава, ама нема време да се средам. Ајде да се слушаме после. Има многу луѓе овде, суштина, мали деца, шетаат кучиња, трчат, спортуваат, така што интересно се на се. Има фин парк, кеј, како и да се вика, има езерце, така да добитна комбинација летоски. Се вика дека овие места кои суштина сега ги посетив се многу хубави во лето, затоа што има цвеќиња, природа, сонце, пикник прават луѓево. Зимиска се малце помонотони, меѓутоа и сега вреде да се посетат затоа што наистина има многу чист воздух и значи ако нешто ми се свиѓа овде што има таков остар воздух и некако се изнадишев ко човек, али суштински е многу фино и многу прекрасно, така да уживајте во моите влогови.
Дечки, тоа беше се за овој влог. Доколку ви се допадна, обавезно ставете лайк, поддржете ме. Јас продолжувам со снимање, претплатете се доле на каналот со клик на subscribe и се надам дека уживавте колку и јас уживав овде. Се надам дека ги видовте сите тие културни и природни знамености на Инглштад, така дека се потрудам и понатаму да ви ги доловувам сите овие интересни моменти, места и така натаму. Се гледаме во следен влог. Чао!